Почитувани представници на медиумите, при крајот на првата неполна работна година од мојот мандат, време е да направиме ретроспектива и да ги презентираме проектите на Општина Кисела Вода, чија реализација немаше да ги даде очекуваните ефекти, ако ја немавме големата поддршка и помош од нашите сограѓани. За краток период, имајќи ја поддршката од централната власт и градот Скопје, успеавме да реализираме преку 40 проекти од инфраструктурата, образованието, културата, социјалната заштита, комуналните дејности и сите области каде општината има надлежности. Во оваа прилика ќе напоменам само дел од нив. Ќе започнам со проектот за нов водовод во Пинтија. Во оваа населба се доизгради водоводна мрежа во должина од околу 9 километри. Се изгради препумпна станица, главен цевковод и резервоар со запремнина од 900 кубни метри, согласно проектот кој се реализираше со кредит од Светска банка во висина од околу 40 милиони денари. Завршната фаза на проектот се заокружува со индивидуално приклучување на домакинствата кон главната мрежа која ја изгради општината. Ја подобривме водоводната мрежа во местноста Порупи, село Драчево. Вредноста на проектот изнесува 4 милиони 430 067 денари. Фекална канализација во должина од 738 метри добија улиците Сердарот и Герника во Драчево. Од својот буџет за овој проект општината вложи 7 милиони 800 денари. Се реконструираше фекалната канализација на улица Жванска во Црниче. Во соработка со Министерството за транспорт и врски заврши реализацијата на првата фаза од проектот за изградба на примарна атмосферска мрежа за дел од улицата Жарко Зренјанин и дел од улицата Коперникова во вкупна должина од околу 610 метри. Средствата во висина од околу 8 милиони 300 денари беа обезбедени од Европската инвестициона банка. Во моментов се гради атмосферска канализација на улиците Ѓорги Димитров, Локов и Димо Хаджидимов во населба Кисела Вода. Во најголемата акција за санација на ударни дупки и реконструкција на сервисни улици во општината се реконструираа преку 70 сервисни и стамбени улици во сите местни и урбани заедници на вкупна површина од преку 16.434 квадратни метри, вредност од околу 15,5 милиони денари. Инвестиравме и во изградба на тротоари, поплочување на улици и јавни паркиралишта со павер елементи и поплочување на скверови. Се поплочи вкупна површина од 6.883 квадратни метри, за што општината од својот буџет издвои околу 13 милиони денари. Улицата Томе Арсовски целосно се реконструираше со павер елементи во должина од 130 метри, а се постави и нова линија за улично осветлување со модерни канделабри. Улица 474 во Бирарија целосно се асфалтираше на вкупна површина од околу 1240 квадратни метри, а се поставија и нови тротоари во должина од околу 80 метри. Целосно ја асфалтиравме улицата Коперникова на вкупна површина од 409 квадратни метри. Се поставија околу 68 тони асфалт. По завршувањето на тендерската процедура, целосно ќе се реконструира улицата Иван Хаджи Николов 2, поранешна Радко Митровиќ 2. За реализација на проектот аплициравме и добивме средства од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Завршена е изградбата на 2 пешачки скалела во населба Црниче. Се исчистија отворените канали во општината. За жителите на Осије, Расадник, Пржино, селото и населбата Драчево се изградија 5 нови детски игралишта, опремени со сите спортски реквизити и дополнителна урбана опрема. Дел од нив се инвестиција на општина Кисела Вода, а дел се донации од компанијата цементарница Осије Титан. Целосно е санирана и заменета урбаната опрема и реквизитите на сите веќе постоечки детски игралишта на територијата на општината. Со Агенцијата за млади и спорт е подпишан договор за изградба на 2 повеќенаменски игралишта, едното во село Драчево, другото во населбата Црниче, како дел од предвидените 100 што се градат ширум државата. За првото веќе течат градежните активности, додека за второто е издадено одобрение за градба.
Во делот на образованието и предучилишното воспитување реализиравме неколку проекти. Во соработка со амбасадата на Сојузна Република Германија го реконструиравме подрачното училиште Круме Кепески во населбата Припор. Започнавме тендерска постапка за преадаптација на веќе постоечки и доградба на нови простории од ова училиште со цел да се создадат услови за отворање и комплетно функционирање на јавна детска градинка. Ова ќе биде прва градинка во овој реон и ќе ги растерети постоечките капацитети во централното подрачје на општината. По 30 години, општина Кисела Вода инвестираше и во градинката 8 март во Прежино, каде изврши целосна реконструкција на покривот. Проектот е вреден 2.548.277 денари. Неодамна го потпишавме договорот со UNDP за реконструкција на подрачното основно училиште Кузман Јосиповски Питу. Активностите се однесуваат на замена на постоечката фасада, замена на кровот и замена на прозорците, како дел од воведувањето на мерките за енергетска ефикасност, за што општината ќе одвои 4 милиони денари, а UNDP 2 милиони денари. По завршувањето на реконструкцијата ќе се изврши адаптација на дел од ово училиште за негова пренамена во јавна детска градинка. Учениците од основното училиште Рајко Жензифов во населбата Драчево, новата учебна година 2014-2015 ќе ја започнат во целосно нова училишна зграда на 2 ката. Финансиските средства за реализација на овој проект се целосни донирани од Народна Република Кина. Се доизгради и свечано се пушти во употреба паркот на бранителите во населба Драчево, вредност од 5 милиони денари. Со средства од општинскиот буџет започнавме голема акција за промена на уличните светелки со нови и поекономични. Со промената на околу 850 улични светелки, општината годишно ќе заштеди околу 1,5 милион денари. За прв пат започнавме со доделување на воучери за еднократна парична помош на семејствата со новороденчиња од оваа општина. Општина Кисела Вода во 2013 година започна со интензивно урбанистичко планирање, во насока на создавање на равномерен просторен развој, рационално уредување и користење на просторот и создавање услови за хумано живење и работа на граѓаните, општина Кисела Вода донесе вкупно 8, а ја започна постапката за носење на уште 9 нови клучни урбанистички планови. По кадровското и техничкото доекипирање на оделението за легализација и зголемувањето на бројот на комисии кои излегуваат на терен, воведовме практика за делење решенија за легализација на дивоградби на неделна основа. На крајот, дозволете ми да упатам порака до жителите на општина Кисела Вода. Работевме заедно и ќе продолжиме да работиме во дослух со вас. Се среќававме во местните и урбаните заедници. Од вас црпевме идеи за нашата работа. Добивавме конструктивни критики, но и пофалби. Со истото темпо продолжуваме и понатаму. Ви благодарам.